Време за дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. И во овој дневник ви ги пренесуваме настаните и случувањата од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Советот на општина Велес на 7-та седница го изгласа буџетот за 2018 година. Регулаторната комисија за енергетика со нова одлука. Од ноќеска на полноќ поскапуваат бензините и дизелот. Градоначалникот на Неготино Тони Делков им подари новогодишни пакетчиња на децата од предучилишна возраст. Стартуваме со информација од Велес. На 7-та седница на Советот на општина Велес изгласан буџетот за 2018 година. 900 милиони денари или 14 милиони евра тежи општинскиот буџет за следната година. Најголемо учество во вкупните приходи или 8 милиони евра, 59,7% имаат трансферите и донациите. Со 12 гласа за и без против и воздржани, изгласан е буџетот на општина Велес на 7-та седница на општинскиот совет. Истиот тежи 900 милиони денари или 14 милиони евра. Најголемо учество во вкупните приходи 8 милиони евра или 59,7% имаат трансферите и донациите. Истите ќе се искористат за финансирање на надлежности од областа на образование, култура, социјална заштита и пожарникарство. 22,9% или 3,3 милиони евра пак се даночни приходи од персонален данок, даноци на имот, комунални даноци и дозволи за вршење дејност. Во буџетот расходите се проектирани на 892 милиони денари, од нив над 400 милиони предвидени се во образованието, од кои најголем дел за плати и придонеси на вработените. Од расходната страна на предлог буџетот, најнизок или само половина милион денари е износот предвиден во областа на социјалната заштита. Буџетот за 2018 е за нешто повеќе од 61 милион денари помал од овогодишниот. Од општина Велес велат дека е реален и очекуваат процент на реализација од 90 до 95%. Советниците од опозицијата присуствуваат, но не дискутираат по точките на дневен ред. Денеска е последниот рок за поднесување на барањата за субвенции за предадено винско грозје во винарските визби. Лозарите годинава имаат право на дополнителни 2 денари за предадено грозје во домашните капацитети. За одржување на насадите, висината на финансиската поддршка пак изнесува 40.000 денари по хектар. Денеска е последниот ден за доставување на барањата за субвенции за лозарите. Истите се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството за земјоделие, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Покрај барањето се доставува и потврда за предоденото количество грозје. Дополнителни 2 денари субвенција за килограм грозје се предвидени за лозарите. Право на користење на овие пари ќе имаат земјоделците со лозови насади и остварено и предадено производство во регистрирани винарници, а право на субвенции имаат и винските визби кои имаат насади, а грозјето го користеле за собствени потреби. Лозарите и оваа година ќе можат да добијат помош за одржување на насадите без разлика на сортата. Производителите со површина од 2 до 5 хектари ќе добиваат по 40.000 денари за хектар, 24.000 денари за лозјата до 30 хектари и 12.000 денари за површина до 50 хектари. За повеќе од 50 хектари субвенцијата изнесува 4.000 денари. Цените на бензините и на дизелот од ноќеска на полнок се зголемуваат за половина денар. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторот пресметал дека во изминативе 2 недели цената на суровата нафта на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот биле повисоки. Од ноќеска на полноќ поскапуваат нафтените деривати, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. За половина денар се зголемуваат цените на бензините и на дизелот. 95-октанскиот ќе се продава за 66,5 денари за литар,
бензинот од 98 октани за 68 денари. Новата цена на дизелот изнесува 55 денари. За 1 денар поскапува екстра лесното масло за домакинство на 44 денари за литар, а нешто поскап ќе биде и мазутот. Според регулаторна, во изминативе 2 недели, цената на суровата нафта на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот биле повисоки. Државниот завод за статистика излезе со податоци за вкупната потрошувачка на енергија за месец октомври 2017 година. Валентина Михайловска ги има податоците. Купната потрошувачка по видови енергенти во октомври 2017 во Република Македонија изнесува 564.378 мегават часови електрична енергија, 23.802 метри кубни природен газ, 407.265 тони јаглен и 86.884 тони нафтени продукти, објави Државниот завод за статистика. Бруто домашното производство на електричната енергија учествува со 75,4% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,9% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија. Градоначалникот на Неготино Тони Делков денеска им подари новогодишни пакетчиња на 120 деца од предучилишна возраст, кои секојдневно ги посетуваат 7 игрални во неколку рурални места од оваа општина. Ова е традиционална активност на општина Неготино во пресрет на Нова година. Веќе утре новогодишни пакетчиња ќе добијат и децата од детската градинка Фемо Колаков од Неготино, како и учениците до 5-то одделение. Колешката Мартина Митков со информациите. 120 дечиња денеска израдува градоначалникот на Неготино Тони Делков. Во населените места Дисан, Тимјаник, Пепелиште, Криволак, Војшанци, Црвени брегови и Тремник, Делков денеска им додели пакетчиња на децата од предучилишна возраст, што придонесе за широки насмевки на нивните лица, како и за поубави и посреќни новогодишни и божикни празници. Ова е традиционална активност на општина Неготино во пресрет на Нова година. Градоначалникот ги посети 7 игрални, а на децата им посака многу здравие, љубов, среќа и безгрижно детство. Нашата борба е точно за најмладите, а ние ќе направиме се за нивните насмевки да бидат нашата водилка, рече градоначалникот во изјава за медиумите. Денеска традиционално како и секоја година дојдовме да ги посетиме младите, да ги израдуваме со еден наш мал поклон, наше внимание. Тука сме во Долни Дисан. Ќе ги посетиме денес сите 7 игрални, во кои што има негде околу 120 деца. Барем во овие празнични денови кои што следуваат, малку да придонесеме за нивната насмевка, да му посакаме да бидат пред се здрави и живи, да имат пријатни празнични денови и да бидат успешни во делот на својот образовен процес кој што го учат. Локалната самоуправа секогаш набавува материјали за да можат да се реализираат активностите за децата во игралните од страна на наставниот кадар ангажиран од општината. Праксата нас ни покажува дека овие дечиња кои што посетуваат ваков вид на настава се многу повеќе подготвени за настава за разлика од оние кои што се воспитувани во домашни услови. Општина Неготино целосно го поддржува и го финансира овој проект. Значи, тие помагаат со сите неопходни и потребни материјали и средства за работа. Се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Значи, дечињата со нетрпение го очекува градоначалникот да дојде и да ги израдува. Во знак на благодарност децата пееа новогодишни песнички и рецитираа стихотворби, а на сметките на нивните лица покажаа колку само едно мало внимание може да ги направи среќни и весели. Утре новогодишни пакетчиња ќе добијат и децата од детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, но и учениците до 5-то одделение. Повеќе
Повеќе од 150 деца учествуваа на новогодишниот хуманитарен кошаркарски фестивал кој се одржа во спортската сала Јасмин во Кавадарци. Организатор е кошаркарската школа Про Баскет, а надпреварот беше од ревиален карактер. Собраните средства ќе бидат наменети за децата со посебни потреби од училиштето Страшо Пинџур. Хуманитарен турнир во кошарка по повод новогодишните празници се одржа вчера во спортската сала Јасмин во Кавадарци. Учествуваа повеќе од 150 деца до 16 години во сите категории од кошаркарската школа Про Баскет, која воедно беше организатор на турнирот. Надпреварот беше од ревиален карактер, резултатот помалку беше важен, а најважно беше децата да другаруваат, забавуваат и спортуваат. По завршувањето на секој надпревар, учесниците беа наградувани со новогодишни пакетчиња и мајци. Најважно од цени е тоа што имаме голем број на пријатели, фирми и спонзори кои го на еден начин покрија овој настан. Самиот настан се одива целодневно, започнувајќи од 10:30 сабајле, некаде до 17 часот попладне, во кој што над 150 дечиња ќе земат маички, новогодишни, нормално спонзорирани од сите фирми кои во прилог ќе ги наброиме покасно, и ќе добијат новогодишни пакетчиња. Сите присутни кои ги проследија надпреварите имаа можност да донираат парични средства во рамки на своите можности, а донацијата ќе биде наменета за учениците со посебни потреби при основното училиште Страшо Пинџур. Целиот настан има хуманитарен карактер со цел сите овие родители кои што дојдоа денес на ова ладно време, одвоја од своето драгоцено време во недела, донираа по неколку од своите средства, за да можеме да им овозможиме топли празници, среќни празници на оние кои им е најпотребно, на дечињата со посебни потреби од основното училиште Страшо Пинџур, кај што самите дечиња собираат средства во кутии направени од нив и на крајот самите тие ќе си ги избројат истите средства и во прилог договорено е колку што ќе соберат тие, толку да додаде и самата школа Про Баскет, за да успееме да им ги стоплиме срцата на тие дечиња. Кошаркарската школа Про Баскет во моментов има над 130 кошаркари. Тренерот изрази задоволство од интересот за овој спорт, кој како што нагласи придонесува за правилен раст и развој на децата и афирмирање на спортот во Кавадарци. Дневен притвор судија на претходна постапка им определи и на останатите 4 лица кои се недостапни на органите за прогон, а учествуваа во настаните на 27 април во Собранието на Република Македонија, соопштуваат од судот. Примерок од решенијата веднаш по нивното изготвување од судот се испратени до надлежното обвинителство, а наредба за распишување потерница согласно одредбите од законот донесува органот која води постапката. Продолжуваме со вести од земјава. Со 61 глас за, 1 воздржан и ниту еден против, Собранието на Република Македонија на денешното продолжение на 22-та седница го избра Љубомир Јовески за државен јавен обвинител. Расправата по неговиот избор и гласањето се одржа без присуство на пратениците од опозицијата. 63 годишниот Јовески во своето досегашно работење постапувал во кривичната област. Повеќе од 15 години работел како судија по кривични предмети, а во еден мандат раководел со Основниот суд Скопје 2, има и работно искуство од над 12 години како јавен обвинител и 7 години во областа на извршување на кривичните санкции. Јовески во 1979 година станува приправник во Републичкиот секретаријат за правосудството на Социјалистичка Република Македонија. Од 1987 година бил судија во Општинскиот суд Скопје 2, во 2003 година е избран за заменик јавен обвинител, а од 2015 година е член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Функцијата државен јавен обвинител досега ја извршуваше Лилјана Спасевска, откако Марко Зврлевски беше разрешен на 17 август годинава. Јавниот обвинител има мандат од 6 години со право на повторно именување. Католичките верници и дел од православните христијани кои се водат според Грегоријанскиот календар денеска го одбележуваат раѓањето Христово Божик. Традиционално во Македонија централната прослава по повод празникот се одржа во католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје, каде синоќа имаше божична полноќна света литургија.
Божик денеска го слават и грчката, бугарската, романската, украинската и грузиската православна црква, кои го прифатија Грегоријанскиот календар. Честитки по повод католичкиот Божик упати државниот врв на земјава како и новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Преостанатиот православен свет, кој се води според јулијанскиот календар, меѓу кои и руската, српската и македонската православна црква, Ерусалимската патријаршија, како и дел од монасите на Светагора, Божик ќе го одбележат на 7 јануари. Дваесет членови на иста фамилија, меѓу кои 6 деца, загина денеска во судар на 2 автобуси на северна Филипини, одејќи на Божик на миса. Мал автобус што превезува луѓе удрил во голем автобус во градот Аго, на 200 километри северно од Манила, соопшти полицијата. 20 луѓе кои загинале биле од малиот автобус кој ги водел на рана миса во црквата Мана Оаго. 9 луѓе се повредени од тоа возило, како и 17 патници од поголемиот автобус. Свето денеска. 2756 вработени во јавните институции во Турција се отпуштени од работа. Властите утврдиле дека дел од нив се поврзани, а некои биле членови на терористичка организација. Во уредбата објавена во службен весник било наведено дека овие лица дејствувале против националната безбедност. По неуспешниот пуч во јули минатата година властите во Турција уапсиле околу 50.000 луѓе, а отпуштени или суспендирани од војската, полицијата, образовните институции и јавните служби се околу 150.000 луѓе. Сите тие се осумничени за наводна поврзаност со движењето на Фетулах Ѓулен, кого властите го обвинуваат за организирање на неуспешниот обид за државен удар. Ваквите обвинувања тој ги негира. Шпанскиот крал Филипе VI го искористил традиционалното обраќање на бадниковата вечер да го повика каталонскиот парламент да се откаже од понатамошните чекори кон отцепување. Патот кој е пред нас не сме уште еднаш да доведе до конфликти и исклучување, кој, како што знаеме, само создава неслога, неизвестност и мака, порачал шпанскиот монарх во телевизиското обраќање, пренесува Associated Press. Кралот Филипе истакнал дека каталонските лидери мора да се соочат со проблемите кои што ги погодуваат сите каталонци, почитувајќи ја нивната различност и размислувајќи за доброто на сите. Шпанскиот крал се обратил до нацијата 4 дена откако регионалните парламентарни избори резултираа со гласање за враќање на сепаратистичките партии на власт. Шведската министерка за финансии Магдалена Андерсон предизвикала критики во таа нордиска нација, која себе си се гледа како голема хуманитарна сила, наведувајќи дека Стокхолм ги исцрпил своите ресурси, така што преземал повеќе бегалци од драматичниот прилив во 2015 година и истакнала дека мигрантите би требало среќата да ја бараат на друго место во Европската унија. Андерсон од Социјалистичката партија ги истакнала своите ставови против неуспешната процедура за интеграција на земјата, нагласувајќи дека капацитетите на нацијата ја достигнале границата на мигрантската криза во 2015 година, кога Шведска преземала 160.000 бегалци. Интеграциите не работат како што треба, не работеа ни пред 2015-та, меѓутоа очигледно нема да можеме да имаме поголем број азиланти од она што можеме да го интегрираме, рекла Андерсон. Според неа, фокусот мора да биде на оние кои добивале право да останат во Шведска, како и тоа дека треба да им се обезбеди сместување, образование и работа. Поради тоа, бегалците и мигрантите би требало да бараат азил во некоја друга земја, каде има многу повеќе можности, додала таа. Министерот пак за образование Густав Фридолин од Зелената партија рекол дека владата на Шведска не ги дели ставовите на Андерсон и дека шведскиот модел значи отворена земја.
Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди, проследено со слаб до умерен ветер од северо-западен правец. Максималната дневна температура достигна до 10 степен. Метеоролозите најавуваат стабилно и суво време до среда, што значи дека пораст на температурите дневни ќе имаме и утре. Ова беше последната информација во дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете понатаму на К1. Пријатно.